Многумина од работниците не се запознаени со Законот за безбедност и заштита при работа и по 10 години од неговото поставување. Поради тоа се зголемува и бројката на несреќи при работа, сметаат луѓето кои работат во областа на заштитата. И по 10 години од воведувањето на Законот за безбедност и заштита при работа, многумина од работниците не се запознаени со своите права. Многу често од таа причина се случуваат и несреќи на работните места, бидејќи работодавците ги немаат исполнето сите услови, што ќе му гарантираат на вработениот дека е безбеден. Македонското здружение за заштита при работа во текот на 2016 година регистрирало 94 потешки повреди и 19 смртни случаи во земјава. Законот за безбедност и здравје при работа е донесен од 2007 година, преку кој се утврдуваат мерките за безбедност и здравје при работа, обврските на работодавачите и правата и обврските на вработените, како и превентивните мерки против отстранување на ризичните фактори за несреќа, информирање, консултирање, обука на работниците и нивните представници и нивното учество во планирањето и преземањето на мерки за безбедност и здравје при работа. Извештајот за несреќи при работа за 2016 година, кој што го изработи Македонското здружение за заштита при работа, кој не е формален и како извор се користат информациите од сопишаните извори, говори дека во Македонија сепак се гине на работните места. Конкретно во Тетово во 2016 година се случиле 8 повреди и 1 смртен случај предизвикан на работното место. Многу од работниците не знаат, например, дека можат и да одбијат работа доколку не е пропишана според нивните здравје или пак доколку ја загрозува нивната безбедност. Секако Македонското здружение за заштита при работа, како прва професионална невладина организација која делува во областа на безбедност и здравје при работа, стои на располагање во однос и на информирање на вработените и за стручно совршување и континуирана едукација на стручните лица по безбедност при работа. Постојано може да не контактираат на нашата веб страна, на YouTube каналот или пак да не следат преку социјалните мрежи. Ленче Коцевска, државен советник во Министерството за труд и социјална политика, во интервјуто за Здруженијето, вели дека и покрај тоа што фирмите ја поседуваат соодветната документација за преземени мерки за заштита на работниците, состојбата на терен е поинаква. Во најголемиот број на случаи е запазена законската регулатива, меѓутоа само со оглед кон запазување на законска форма, веројатно да се поседуваат сите овие документи без оглед на тоа да некој ја контролира стручноста на тие документи, квалитетот на тие документи, изјавата за безбедност, бидејќи најчесто тие се направени од стручни лица кои што се надвор од друштвата и често пати се утврдува при анализата, при разни анализи дека тие изјави за безбедност и тие направени елаборати, документи содржат голем број на недостатоци, голем работодавачите понекогаш и не ги разбираат што има во нив, дали ги содржат сите документи и дали го даваат посакуваниот ефект во друштвата. Македонското здружение за заштита при работа е прва професионална невладина организација која 50 години делува во областа на безбедноста и здравјето при работа, која со низа активности делува во поттикнување на превентивната култура, намалување на повредите и несреќите на работното место. Мисијата на Македонското здружение за заштита при работа е овозможување на работна средина прилагодена на човекот.